Добар ден! Јас сум Славица Јолаковска-Таштановска, наставник по физика. Денес, по предметот физика за 9-то оделение, ќе ја изучуваме наставната содржина вовет во густина. Но, пред да се запознаеме со поимот густина, ќе разгледаме некои примери. Во првиот пример, разгледуваме две тела кои имаат еднаков волумен. Првото тело е направено од дрво, а второто тело е направено од железо. Како што и самите забележувате, телата се изработени од различни супстанци. За да ја споредиме нивната маса, телата ги ставаме врз тасовите од една терезија, вага. Што забележувате? Телото, кое што е направено од железо, има поголема маса од телото направено од дрво. Во вториот пример разгледуваме две тела кои имаат еднаква маса. 1 килограм волна и 1 килограм олово. Како што забележувате од самата слика, овие две тела зафаќаат различен волумен. Разликите што ги воочивме во посочените примери се должат на различниот распоред на градбените честички во супстанциите. Токму, различниот начин на групирање на градбените честички допринесува супстанциите да имаат различна густина. Но, што е тоа густина? Густина е физичка величина, бројно еднаква на масата што ја има единица волумен од дадена супстанција. Ако ја анализираме дефиницијата за густина, ќе забележиме дека за да ја одредиме густината, потребно е да ни биде позната масата на телото и неговиот волумен. Физичката величина густина ќе ја означуваме со буквата Р. Масата ја означуваме со М. Волуменот на телото го означуваме со В. Согласно дефиницијата за густина, ја запишуваме формулата за пресметување на оваа физичка величина. Р е еднакво на М врз В. Односно, густината се пресметува како количник од масата и волуменот на телото. Од формулата за пресметување густина ги изведуваме формулите за пресметување маса и волумен. Масата ја пресметуваме како производ од густината и волуменот на телото, додека пак волуменот го наоѓаме како количник од масата и густината. Да се потсетиме. Ова веќе го знаете. Знаете дека основна мерна единица за маса е килограм, а основна мерна единица за волумен е кубен метар. Ако тоа се земе во предвид, согласно формулата за пресметување на густина, ќе ја добиеме мерната единица за густина. Основна мерна единица за густина ќе биде килограм на кубен метар. Во пракса за густина често се користи и мерната единица грам на кубен центиметар. 1 грам на кубен центиметар е еднаков на 1000 килограми на кубен метар. Секоја супстанција има густина карактеристична само за неа. Лесно е за паметење и ќе треба да ја знаете густината на водата, која што изнесува 1000 килограми на кубен метар или 1 грам на кубен центиметар. Сега ќе решиме неколку задачи во кои што ќе ја примениме физичката величина густина. Во првата задача треба да ја пресметаме густината на парче мраз со волумен 400 кубни дециметри и маса 360 килограми. Најнапред
запишуваме што ни е дадено во задачата, повлекуваме линија, запишуваме што се бара. Треба да ја пресметаме густината. Пред да почнеме со решавање на задачата, треба да погледнеме дали дадените физички величини се изразени во нивните основни мерни единици. Доколку не се, најнапред ги претвараме во соодветната основна мерна единица. Откако сме го направиле тоа, следниот чекор е да ја запишеме формулата за она што треба да пресметаме во задачата. Во конкретнава задача, бидејќи ни се бара густината, ја запишуваме формулата за пресметување густина. Ги заменуваме соодветните бројни вредности, пресметуваме и добиваме дека мразот има густина 900 кг на кубен метар. Во втората задача треба да пресметаме колку бетон е потребно за еден мост, ако ни е познат неговиот волумен, кој што изнесува 4,5 кубни метри, а густината на бетонот изнесува 2,2 грама на кубни центиметри. И во оваа задача најнапред запишуваме што ни е дадено, повлекуваме линија, запишуваме што се бара. Повторно, пред да почнеме со решавање на задачата, погледнуваме дали дадените величини се изразени во основната мерна единица. Доколку не ни се дадени во основна мерна единица, треба да претвориме. Во овој случај, ќе треба да претвориме само кај густината. 2,2 грам на кубен центиметар е еднакво на 2200 килограми на кубен метар. Запишуваме формула за тоа што ни се бара во задачата. Во оваа задача треба да ја определиме масата. Запишуваме формула за пресметување маса. Во формулата ги заменуваме соодветните бројни вредности, пресметуваме и го добиваме резултатот. Односно, потребни се 9900 килограми бетон за да се изработи мостот. За домашна работа имате две задачи. Во првата задача дадени ви се бројните вредности за густината на различни супстанци. Вашата задача е да ги претворите во соодветната мерна единица. Во втората задача треба да се определи густината на бакарот. Ако ви е познато дека парче бакар има маса 89 грама, а волуменот на парчето направено од бакар изнесува 10 кубни центиметри.